Од 47 случаи на нападнати новинари, 15 останале нерешени. Оваа бројка се однесува на периодот од 2013 до јуни лани. Поднесени се само 5 кривични и 5 прекршочни пријави за овие случаи. Од јуни лани до денеска, полицијата регистрирала 12 напади на новинари, од кои само еден останал нерасчистен. Вакви се наодите од анализата која денеска ја презентираа министрите Спасовски и Поповски. Министерот за внатрешни работи нагласи дека бројката на нерешени случаи од претходниот период е толку голема бидејќи недостасуваат докази, а дел од службениците во МВР намерно пропуштиле да извршат дејствија кои требало да бидат направени во краток рок. Спасовски на новинарско прашање одговори дека нема начин да се санкционираат оние кои намерно уништувале докази, бидејќи дејствијата веќе се застарени. Според Спасовски, внатрешната контрола може да постапува најдоц на 1 година по регистрирање на случајот, што значи дека службениците кои криеле докази ќе поминат без дисциплински постапки. Настанот се случува 2011, 2012, 2013, 2014, ако сакате. Според Закон за полиција, за внатрешни работи, Закон за работни односи, дисциплинската постапка има објективен и субјективен рок кој што е од 1 месец до година дена. Значи, од моментот на сторувањето на тоа дело, односно на дисциплински прекршок кој што бил во вршењето на службата, тоа значи дека сите рокови за тие настани кои што се случувале по-рано од година дена од сега назад, ние не можеме да водиме дисциплинска постапка. Тука не спречува законот, доколку има било какви елементи кои што ќе укажат на некакво кривично дело со самото непостапување, тоа секако дека внатрешна контрола си го процесуира до јавното обвинителство како известување. Тоа значи дека немаме законска основ за секој еден кој што во тој момент направил нешто пропуштање во извештувањето, дури денеска тоа го констатираме, откриваме, ние не можеме да постапиме заради тоа што ако постапуваме, секој од нив се повикува на застареност и тука веќе немаме нешто. Па јас видете, јас верувам на многу професионалци кои што работат во Министерството за внатрешни работи. Има на одредена група на кои што крајно не им верувам и тоа го покажувам и со дела на тие што не им верувам. Спасовски истакна дека сега заживува функционирањето на внатрешната контрола на МВР, која претходно прогледувала низ прсти. Уверуваше дека во иднина нема да има внатрешни пропусти при истражувањата, но и дека ќе има помал број на напади. Пред се поради меморандумот кој МВР го потпиша со Сдруженијето на новинари, а се однесува на зголемување на безбедноста на новинарите при известување од ризични настани. Спасовски ги потсети и новинарите дека секој случај на вербален или физички напад треба да го пријават во полиција.